5 јуни, Светски ден на животна средина, животната средина говори дали ние ја слушаме. Искра Манојловска, координатор за комуникација од Македонското еколошко друштво. И попратно ја секој пат велам дека Македонското еколошко друштво е платформа и јадро и баш тој корпус на луѓе кои што го споменав утринава, календарски кои што располагаат со многу проекти, со многу активности баш за наети во своето работење, да ги споделат можеби тие истите кои што се некако за одбележување во текот на цела година апропо животната среда, ама денес соодветно не да имаме во студиото да го одбележиме и денешниот датум. Добро ни дојде. Добро утро и вам и на гледачите. Ви благодарам за поканата. Навистина се чувствувам како да ве познавам цел живот, бидејќи ве знам од секогаш. Препознатливи тие лица сте. Благодарам за можноста да зборувам повеќе за работата на Македонското еколошко друштво токму на овој ден. Она што како актуелно можам да го споделам деновиве е она што го распишавме фотоконкурсот со фотографии од клисури. Кога велам клисури, мислам на видовите и на хабитатите кои што се наоѓаат во клисурите. Сега можеби оние кои што не гледаат ќе речат чекај што од клисури може да фотографирам за да учествувам во фотоконкурсот. И па може да се фотографираат видовите кои што се карактеристични за клисурите, тоа се мршојаците, тоа се орлите, птиците кои што таму живеат. Еве ги податоците, Искра? На екранот може да се види во моментов на Наталиевата Рамонда. Тоа представува ендемски вид на растенија кој што вирае само во клисурите. Во Македонија има многу клисури, има некои кои што се наоѓаат во северниот дел на државата, некои кои што се наоѓаат во јужниот дел, тие се разликуваат по климата. Тие на северниот дел нормално се поладни, а додека јужните имаат некоја медитеранска клима, тие представуваат прибежишта за многу видови, како овие ендемски видови растенија, така и за мршојаците, за птиците кои што таму се чувствуваат позаштитени од околината. Отворен е фотоконкурсот, така во моментот не гледаат сите и на овој начин придонесуваат и за денешниот датум. Така и со сите наши фотоконкурси, минатата година имавме фотоконкурс за водоземци и влекачи, пред тоа имавме фотоконкурс на тема диви орхидеи. Нашата идеја е секогаш да го промовираме еколошкиот дух во Македонија со тоа што организираме предавања, организираме изложби со победничките фотографии кои што ќе победат на конкурсот и секако го печатиме на нашиот календар, медкалендар, кој што сме препознатливи на годишно ниво, што значи 12 најдобри фотографии кои што ќе бидат избрани на овој фотоконкурс ќе бидат дел од нашиот календар за 26-та година. Браво. Одлично, кога зборуваме за конкурси, секогаш постојат одредени критериуми. И сега дали постојат критериуми во овој конкурс кога зборуваме за фотографии, во смисла на квалитетна фотографија, начин на кој што ќе се направи таа фотографија, нешто што веројатно треба да се почитува кога се прават фотографии. Најважно е сите фотографии да бидат направени на територија на Република Македонија, да станува збор за македонските клисури. Да биде легитимно. Така. Исто така не ни е важно дали во моментот од овој момент додека е распишан конкурсот па виднина ќе бидат фотографирани, може да бидат архивски фотографии од 2-3 години, од пред 10 години. Не ги ограничуваме временски фотографите. Исто така важно е да бидат со добра резолуција, меѓутоа не мора да се кој знае колку професионални направени од професионални фотографии, тоа може да го направат сите оние кои што овој проложен викенд ќе го искористат за прошетка во природа. Нашите мобилни телефони, благодарение на технолошкиот напредок, веќе се доволно способни да може да направат солидна фотографија која што потоа ќе може да се искористи како промотивен материјал, така да доколку користат по нови модели на смартфони, слободно може да фотографираат со мобилен телефон, но секако добредојдени са и оние професионални фотографии. Да. Имаку, Искра, многу често се говори и за заштита на животните, но колку го разбираме значењето на целите и екосистеми и биодиверзитетот, можеби како, ќе прашам тука соодветно за тебе, Македонското еколошко друштво го комуницира тоа до јавноста, да речеме на некој начин, и постои ли законски и институционална поддршка во земјава за реална заштита на природното наследство? Благодарение на нашата државна заложба повеќе децениска за влез во Европската унија, ние сме се стремиме кон Европската унија, па така со секое ново поглавје кој што треба да се отвори, неминовно е дека државата мора да се залага за еколошките теми и директивите. А ние ја пропагираме пораката за екологијата, преку нашето име Македонско еколошко друштво. Често луѓето кои ќе слушнат екологија мислат дека тоа е чисто собирање на ѓубре или нефрлање на отпад, така е, рециклирање на пластика со стакло. Меѓутоа екологијата е многу повеќе од тоа. Екологијата е
космосот на едно животно, на едно живо битие, на еден организам, како тоа не само функционира и живее самостојно, туку како и кореспондира со целокупната своја околина, со хабитатите, со другите некои видови, па така и ние како луѓето, како Homo sapiens сме дел од таа екологија и можам да кажам дека сме најштетните од сите живи суштества на планетата. Најинтелигентни, и најмногу штетни. Да, и во контекст на денешниот ден и зачуването на животната средина и сите живи видови и сите оние кои што сме на оваа планета, веројатно во контекст на ова прашање, односно нели за улогата на луѓето или Homo sapiensi, ако зборуваме за свеста која што имаме и во почитувањето на различните нели живи видови и во почитувањето на оние кои што се во изумирање или се ретки, а исто така и свеста за тоа што значи или каков придонес или штета и правиме на животната средина. Како дел од Македонското еколошко друштво, како личност веројатно која што е во тие работи, па може да даде една своја едно свое гледиште, да речеме, или размислување за тоа колку од година во година се зголемува свеста и дали, а исто така и интересот да се биде дел и член на Македонското еколошко друштво, а при тоа да се има некаков придонес. Придонес треба да има секој од нас, тоа е факт, да. Благодарам за прашањето. Тоа е мојата примерна задача во Македонското еколошко друштво како координатор за комуникација, како лице за односи со јавноста. Јас постојано на месечно, на двумесечно ниво организирам настани, предавања, едукативни изложби кои што се наменати за нашето членство, со кои што сакам да ја проширам пораката до што е можно поширока публика, бидејќи моите колеги се еколози, биолози, тие се научници, дел од нив веќе ги познаете, гостувале во вашите емисии. Тоа се луѓе кои што во понеделник се некаде на планина, се качуваат на сите 4 по дрва и по планини за да стигнат до живеалиштето на Александар сега ни беше секако за рис, така. А веќе следниот ден ги гледате во лабораторија, облечени во бели мантили, како под микроскоп ги гледаат материјалите кои што ги собрале на терен. Тоа се луѓе кои што живеат во свој свет и кои што многу не се интересираат нели да организираат настани, меѓутоа мојата функција во Македонското еколошко друштво е да организирам настани наменети за членството, за оние луѓе кои што можеби не се спремни да се качуваат по планини или можеби не се разбираат за она што моите колеги научници го гледаат под микроскоп. Јас се обидувам да ги направам темите интересни за пошироката јавност, па така да бидеш медијаторот во случајот. Така, токму така. Исто така сакам да кажам дека секој може да стане член на Македонското еколошко друштво. За студентите членарината изнесува 200 динари, за пензионерите 300, за индивидуалните граѓани изнесува 500 динари, трае една година. Членарината се обновува на годишно ниво и сите оние кои што ќе станат членови имаат право да присуствуваат на сите овие настани кои што ги организираме. Јас ги организирам тие настани во соработка со раководителите на секциите на Македонското еколошко друштво, бидејќи секој член која се зачленува може да одбере во која секција ќе биде дел. Имаме многу секции, најпопуларни се секцијата за биодиверзитет, за млади еколози, пределна екологија, па јас во соработка со најчесто се професорки од природно-математичкиот факултет, меѓутоа има и професорки од останатите научни институции, во соработка со нив одбираме тема која што ќе биде интересна за широката јавност и ги организираме нашите настани. Исто би сакала да го издвам и Војо Иванов од зоолошката градина во Скопје. Има ли некој кој што нема без Војо, да, приказна без Војо не постои. Сака. Да. Имаме одлична соработка со зоолошката градина. Многу често настаните ги одржуваме и таму во едукативниот центар во рамките на зоолошката градина. Па така оваа зима имавме едукативен настан за хранилки за птици, како полесно да им помогнеме на птиците да се прехранат преку зимата. Минатиот септември во зоолошката градина исто имавме настан за едукација на тема Балканскиот рис. Така. Па така можам оваа прилика да најавам дека за нашите членови организираме настан на 11 јуни, со што заеднички ќе го одбележиме. И Светски ден на рисот, така? Да, Светскиот ден на рисот. Одлично, еве, кои активности ги превзема можеби Искра Мед за заштита и мониторинг можеби на популацијата на балканскиот рис во Македонија? Александар нешто спомена и како можеби Светскиот ден на рисот ќе се одбележи, еве да речеме покрај оваа активност, како ја вклучувате и локалната заедница можеби за неговата заштита и неговото природно живеалиште и слично, баш тоа ме интересира
одбележувајќи го датумот? Така, за 11 јуни подготвивме изненадување во соработка со Театар Комедија. Ние минатата година подпишавме меморандум за соработка, па така почнавме и таму да организираме настани, почнавме таму да организираме изложби, со што повторно ќе кажам, сакаме да ја прошириме пораката за рисот до широката популација. Ние кои што сме од градовите, особено од Скопје, од поголемите градови, кои што не сме од Западна Македонија, рисот сме го виделе само на 5 денарката и на слика. За многумина таа е реалноста, да. Затоа целта ни е да организираме настани со кои што повеќе ќе слушнат луѓето и ќе го засакаат рисот, бидејќи за да се случат промените, многу е важно да постои голем број на луѓе кои што веруваат во една цел. Доколку само моите колеги, околу 30 сме на број во Македонското еколошко друштво, доколку ние сме единствените кои што веруваме во рисот и го сакаме и работиме на неговиот мониторинг и зачувување, премногу сме мали. Меѓутоа, доколку целата популација во Македонија е засегната и сваќа која е важност и колку е критично загрозен рисот, мислам дека ќе имаме полесна работа во насока на негово зачувување, бидејќи моите колеги во текот на пролетните сесии буквално живеат во природа. Живеат во природа, изнемуваат куќи кои што се буквално на чекор до шумата за да бидат поблиску до рисот. На секојдневно ниво вршат мониторинг, поставуваат кафе замки, поставуваат фотозамки со кои што го регистрираат рисот. Тие се одделени од своите семејства, од своите најблиски прават голема жртва, моите колеги за да бидат на терен и да го вршат тој мониторинг на рисот, бидејќи ние кога ќе речеме мониторинг на рис немаме баш нели представа како тоа изгледа. Тоа изгледа така што моите колеги одат на планина и таму живеат. И не треба да го минимизираме целото ова искуство кое што го има Македонското еколошко друштво, биолозите и особено вие наблюдувачи на рисот. Токму затоа му даваме така некако особено аларм денес и на сето ова. Ако те прашам некаде кон крај, кои се најуспешните проекти или пак иницијативи на МЕД во последните години што значително влијае на животната средина, апропо и одбележувањето на 5 јуни? Нешто сте вистина горди. Кој што би ги споделил вака за јавност? Рисот е она по што сме најпрепознатливи. Следната година проектот слави 20 години работа и постоење, што е голем успех во насока на заштита на балканскиот рис. Понатаму, како неодамнешен успех, можам да го споменам сајтот Птици.мк, на кој што моите колеги орнитолози, птичари работа, со што секој познавач на птиците може преку апликацијата Птици.мк да врши индивидуален самостоен мониторинг на птиците, доколку ги познава нивните имиња, може да ги преку апликацијата да означи на кое место ги видел кои видови, со што тоа е индивидуална наука, граѓанска наука, преку која што секој еден индивидуалец може да придонесува кон целокупната наука во Македонија, што е голема работа. Понатаму извршивме пошумување на планината Буковик, која што е наречена Буковик токму по видот буки, и е еден од најважните биокоридори за балканскиот рис, со што сите проекти во Македонското еколошко друштво еден на друг си помагаат. Никој проект не е засебен и сам за себе, коегзистираат. Така да преку пошумувањето на 20.000 садници бука, ние за можеби 20-30 години создаваме живеалишта за балканскиот рис. Понатаму би издвоила исто така мојата колешка Арта Старова работи на еден многу интересен проект кој што се вика Балкан Детокс, и таа се залага за сузбивање на нелегалното користење на пестициди и токсични материи со кои што селаните, сточарите сакаат да ги заштитат своите стада, своите култури од волци и од други натрапници, меѓутоа растурајќи отров прават штета против услуга на природата. На природата. Искра, ќе завршиме еве со уште едно прашање со кое што можеме да го заокружиме овој разговор, а тоа е што и кои или дали очекувате промени кои што сакате да ги видите и на локално па и на државно ниво кога зборуваме за заштита на животната средина и генерално поддршка на она што го прави Македонското еколошко друштво? Секако, сметам дека се повеќе млади луѓе, што особено ме радува, се повеќе млади луѓе се зачленуваат во МЕД, се повеќе млади луѓе се некако како модерно да стана да ја сакаат животната средина, што е, мислам, позитивна последица на глобализацијата, бидејќи нели секогаш западните држави се понапред во некои од тие сегменти, па младите сакајќи да го следат тој западен пример, се повеќе се засегнати за животната средина, што многу ме радува. И сметам дека тие млади луѓе еден ден кога ќе станат возрастни, ќе бидат оние кои што ќе донесат вистинската промена во Македонија.
Одлично. И тоа е добро да се слушне, заради тоа што тоа е примерот кој што треба да се дава на младите генерации, но и начинот или насоката каде што треба да се продолжи. Добро е што го одбележавме на овој начин и Светскиот ден на животната средина, но и Светскиот ден на рисот. Фотоконкурсот е во ЕК, 11 потетувам уште јуни Светски ден на рисот. Ова нема да биде и последно гостување, се гледаме од септември повторно со Македонското еколошко друштво, за да дадеме повторно аларм не само и денешниот 5 јуни.